Секоја трета жена во Македонија не може да си дозволи да ги купи потребните менструални производи. Дури 15% при месечниот циклус користат текстил, хартија или весници наместо влошки, а 77% од девојките месечно трошат до 400 денари на менструални производи. 60% од жените гледаат на менструацијата како на тема за која не сакаат да зборуваат. Ова се резултати од истражувањето на компанијата DM во рамки на кампањата Никогаш повеќе сама. Менструалната сиромаштија во Македонија е загрижувачка. Компанијата овој месец почна со донации и поставување на над 200 диспанзери со хигиенски влошки во женските тоалети на сите државни универзитети во Македонија. Со цел да ја зголемиме свеста за оваа тема, да придонесеме за намалување на менструалната сиромаштија во нашата земја, DM како компанија во почетокот на 2024 година направи прв чекор. Ги намаливме долгорочно цените на сите циклусни влошки и тампони од сопствената марка Yes. Во склоп на нашиот ценовен концепт секогаш поволно. Преку овој чекор застанавме рамо до секоја жена и го почнавме првиот чекор кон борба за менструална правда. Вредноста на проектот до крајот на годинава изнесува 1,5 милиони денари. Дека менструалната сиромаштија во Македонија е проблем со кој се соочуваат голем број од девојките и жените во Македонија, потврдуваат и ректорите од неколку универзитети во земјава, кои се дел од кампањата во оваа фаза. Намалувањето на менструалната сиромаштија е една од стратешките цели на Обединетите нации. Впрочем, тоа е една од основните милениумски цели кои што се зацртани во агендата 2030. Од тука и Универзитетот Гоце Делчев како институција, како универзитет кој што има стратешка определба да ги постигне овие цели, се вклучи и во овој проект. Спроведените анкети покажале дека дури 90% од жените во Македонија се согласуваат дека треба да има бесплатни производи за менструална хигиена во јавните тоалети, а дури 3/4 се жалат на превисоките цени на менструалните производи. Семејствата што се со 3 или 4 жени трошат и до 30% од семејниот буџет за производи за менструална хигиена, лекови против болка и слично.